За жал, Али Ахмети изгледа се уште живее во минатото. Заканите на лидерот на ДУИ-со кој директно удира по правосудниот систем и се заканува дека ќе извадил народ на улица за протести ако обвинителството реши да поднесе обвиненија за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши за големата трагедија во Кочани, според премиерот Христијан Мицкоски, се доказ дека на Ахмети тешко му паѓаат опозицијските денови, а со закани се обидува да ги спасува своите соработници кои на грбот на граѓаните станале милионери минативе години. Да гледаме во иднината, а не во минатото. За жал, господинот Ахмети изгледа се уште живее во минатото. Затоа што ако живее во сегашноста, ќе може да направи огромна материјална разлика помеѓу минатото и луѓето од минатото и сегашноста во која што тој е во опозиција, а околу него има многу милионери кои што на грбот на граѓаните во Македонија се збогатија. Осуда за заканите на Ахмети испрати првиот човек на СДСМ Венко Филипче. Според него правото на протест не смее да се користи во политички цели, но сепак не исклучува можна соработка со ДУИ на локалните избори. Во моментов траеле преговорите со другите политички субјекти и за брзо ќе се знаело како социјалдемократите ќе настапат на изборите во октомври. Сметам дека правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели. Ние веќе го започнавме процесот на разговори и пронаоѓање на партнери за следниот период, циклусот на локални избори. Еден дел од преговорите постепено веќе се заокружува, други траат, трети допрва ќе почнеме. Директна осуда за заканите за дестабилизација упати Демократскиот сојуз. Од таму ги повикуваат надлежните органи да преземат решителна акција за спречување на безбедносно политичка криза, каква што има намера да предизвика Ахмети. Од партијата на Павле Тријанов велат дека таква мафијашка уцена и притисок врз обвинителството и судовите е невидена во Македонија.